Би сакал да прочитам еден цитат на почеток, кој што деновиве ми го испрати брат Саше. Брат Саше деновиве открива некои цитати од Џон Си Вагонер, кои што кога јас ги откривав прв пат 2006 година, се радував како мало дете. Тој ќе му донесат пакетче, например, овие денови. И би сакал да ви го споделам цитатот што он ми го испрати. Цитат од Алонзо Джонс. Бидеќи и мене ми е тешко да се збогувам со претходниве две библиски поуки. Да сакам се уште да барем малку да поразмислиме уште еднаш во тој правец. Джонс напишал во преглед и гласник 1. септември 1896 година, замислете кога, вакви зборови. Цитирам: под власта на благодатта е исто толку лесно да правиме што е исправно и добро, како што под власта на гревот е исто толку лесно да правиме грев или зло. Тоа така мора да биде, затоа што ако во благодатта нема поголема сила отколку што има во гревот, тогаш не може да постои спасение од гревот. Но сепак постои спасение од гревот. Никој кој што верува во христијанството, тоа не може да го побие. Спасението од гревот е втемелено на фактот дека во благодатта постои поголема сила отколку во гревот. Поинаку и не може да биде. Бидејќи таму каде што царува благодатта, ќе биде лесно да се прави се што е исправно. Никој по природа никогаш не открил дека е тешко да се прави зло, затоа што човекот по природа е заробен со силата на гревот, која што е апсолутна во своето царување. И се додека оваа сила преовладува, не само што е тешко, туку е невозможно да се прави добро, како што нам ни е познато и како што би сакале да правиме. Но, ако преовлада помокина, поголема сила од оваа, зарем тогаш не е јасно дека исто така ќе биде лесно или полесно да и послужиме на таа помокина сила, како што сме служеле со нашата волја на оваа првата, додека имала власт. Ако благодата не е само посилна од гревот, се извинувам, ќе преведам повторно ова реченица, меѓутоа благодата не е само посилна од гревот. Кога тоа би било се, тогаш и таква, како таква, не би била радостна вест за секој грешник на светот. Меѓутоа, во благодата има многу повеќе сила отколку во гревот, затоа што таму каде што гревот се намножил, цитата од Римјаните 5.20, благодата се умножила уште повеќе. Според тоа постои надрж за секој грешник во светот. Од каде доаѓа благодатта? Од Бога. И сега еден пример од 1 Коринтијаните 1 глава 3 стих, значи на почетокот на тоа послание, иако овој пример можеме да го најдеме на почетокот на други Павлови посланија, како се поздравувале христијаните и како апостол Павле ги поздравува оние на кои што им пишува. Да, прво почнува со благодат. Благодат вам. И сето тоа од Бога, Оца нашиот и нашиот Господ Исус Христос.
Од каде пак доаѓа гревот? Има еден конкретен стих во прво Јоаново послание за тоа, но Джонс не го цитира, продолжува и вели, се разбира од ѓаволот. Јасно е како сонце дека во благодата има повеќе сила отколку во гревот, како што има повеќе сила во Бога отколку во ѓаволот. Многу убави зборови и уште еднаш ќе речам штета што во изминатите 6 месеци ниту еднаш ништо не се цитираше ниту од Джонс, ниту од Вагонер во двете претходни библиски поуки. Мојата цел, уште еднаш да кажам, зошто сите претходни проповеди ги држав горе-долу следејки ја библиската поука, односно на истата тема, не е затоа што барав грешки во лекцијата, ја не очекувам да има некакви грешки, дори и она тешка ерес од Мартин Лутер, поуката се огради од неа и рече само постои прашање дали се согласувате со него. Значи, целта ми беше да го споменам сето она што поуката нема да го каже, што не го споменува, како например овие прекрасни цитати. Но денес сакам да почнам да зборувам за една тема која што подсетува на малку претходните што ги има во врска со Римјаните 11 глава, иако не се однесува сега на таа глава, но е повод за размислување, меѓу другото и заради многу актуелни настани кои што веќе почнуваат да се случуваат во светот. Прво зборувавме за богатството во оваа лекција и би сакал само да подсетам дека кој колку пари има денес, за кратко време ќе стане многу небитно. Точно. Ги памти за рецене моите две проповеди од летоска на таа тема, затоа што парите ќе бидат укинати. Значи, новиот светски поредок оди на тоа да се укинат парите. Јас кажав една информација тогаш дека во Шведска веќе не постојат и тоа се потврди како точна информација, не беше некоја фейк ньюс. Во Шведска нема пари, замисли. А што има? Луѓето, човештвото да станат робови. Значи, сите да станете како груевци и заевци, па за да може некој од озгора да ве уценува. Немаш пари, немаш своји средства. Имаш електронски сметки, картечки или чип под кожа или се едно, под контрола на вештачката интелигенција. И шо е тоа? Тоа е ништо. Уште од комунизмот, уште од 19. век се проповеда доаѓањето на некое општество во кое што ќе нема пари. И тоа тие го сакаат тоа. Бидејќи и тие кои што ги имаат милиардите, што ги споменавте, знаат дека тоа не е вистинска вредност. Знаат дека и златото не е вистинска вредност. Што вели Библијата? Што ќе се случува со златото и среброто во последното време? Според апостол Јаков ќе аргиоса нешто што не е природно, бидејќи токму затоа биле избрани тие метали за пари, затоа што не аргиосуваат. Но ќе загубат вредност, тоа е смислот. Ако нема пари, не ти треба ни златото. Ќе бидат укинати парите, че не треба ништо. Нема да имаш пари за размена, ништо. Луѓето ќе бидат претворени во робови, па за да се потврди, бидејќи секој роб бил жигосуван, така да се потврди власта на антихристот врз човештвото, ќе сака и сите луѓе да бидат жигосани со жигот на зверот. Символ на робство, да бидеш жигосан.
Сега, дали тоа ќе боли со вжештено железо, или ќе биде со една фина операција со анестезија, не е битно. И во едниот и во другиот случај, роб. Тоа е иднината. Слава на Бога што е тоа многу кратка иднина. А оно што следи потоа е вечната иднина. И слава на Бога што според Библијата најмалку 144.000 ќе бидат живи на земјата, без да го примат тој жик, без да бидат робови. И не само што нема да бидат робови, туку ќе бидат исполнети со толкава мерка на Светиот Дух, како сите пророци од минатото. Значи, ќе бидат најслободните луѓе што воопшто постоеле во светот. Но, биле ние живи до крајот, и така живи запечатени, било и да Господ не повлече од оваа земја во гроб, и во едните и во другиот случај е битно да бидеме верни. Дали ќе ги видиме тие настани или ќе починеме пред тоа, битно е да бидеме верни. А останатото нема да биде проблем. Денес, како никогаш порано во општеството, во светот, живееме во време на еден куп информации, од кои што повеќето се дезинформации, лажни информации. И денес се шпекулира. Сега, најнова вест што слушнав, а не знам дали е точно, се уште е рано да се каже, дека наводно Германија донела закони, ако објавите нешто, и на вашиот Facebook профил, ако објавите некоја информација, што ќе биде прогласен, ако што некој ќе ја прогласи за лажна, некоја власт, да речеме, ќе бидете гонети лично. Сега се разбира, тоа е наводно само за германските граѓани. Ќе бидете гонети лично за ширење лажни вести. Сега, кој е тој што ќе одлучи дали е лажна или вистината веста? Значи, повторно гледаме диктатура. Значи, и Библија можеш да цитираш, нешто највистинито што постоело во овој свет, некој може да го прогласи тоа за лажна вест, некоја власт, и да бидете гонети. Значи, полека се стега обрачат на овој така наречен, му дадува посебно име денес, последниве години, така наречен либерален фашизам. Се стега обрачат и некако се надзираат контурите на она последна голема диктатура за која што е одамна и пишувано, и зборувано, а која што е пред се проречена и во Библијата. Би сакал да прочитам еден воведен стих. Оваа тема што сакам да ја држам, не само денес, туку и неколку саботи понатаму, не знам колку ќе фати точно, носи наслов Третиот храм. Зато некој има врска малку со оно што го збрувавме во врска со Израел и со римјаните, иако сега со римјаните повеќе нема врска. Би сакал на почеток да прочитам еден познат стих од книгата на пророкот Исаија, 5 глава. Исаија, 5 глава. Да отвориме таму. Ако имате Библија, отворете заедно со мене. Исаија 5 глава, почнувајќи од 20 стих,
поточно само 20-тиот, иако можеше и 21-тиот. Ајде, нека бијат и двата. Исаија вели, поточно Господ вели преку него, тешко им на оние кои злото го нарекуваат што? Добро. Злото го нарекуваат добро. А доброто? Зло. Живееме ли денес во вакво време? Баш такво. Немало никогаш порано вакво време во кое што доброто се нарекува зло. Пример, ако цитирате Библија и ако имате некој став идентичен со Библијата по некое прашање, пример за бракот и така натаму, или за некои перверзни појави кои што се легализираат во денешното општество, ќе бидете обвинети за говор на омраза. Библијата е книга која што содржи говор на омраза. Зошто? Тоа е точно, Библијата има многу омраза против гревот. И Господ сака да го мразиме гревот. Има еден покоен брат, одамна покоен, кој што се сеќавам 90, беше 92 година на почеток. Значи, кога Благоје се роди, имавме младенски часови во малата сала, секој вторник вечер, и ми кажа една ваква мисла: се додека не го замразиш гревот, додека не ти стане одвратен, нема да го оставиш. И тоа е голема вистина. Господ сака да го мразиме гревот, пред се својот грев, но и гревот воопшто. Понатаму вели Господ, тешко им на оние кои темнината ја сметаат за светлина, темнината за светлина, светлината за темнина, горчливото за сладко, а сладкото за горчливо. Овие зборови може и буквално да ги сватиме. Например, ако сме го расипале вкусот со многу сладолени торти и така натаму, тогаш и најблагото природно овошје да го вкусиме, ќе ни изгледа, ако не баш горко, ќе ни изгледа барем онака нешто неблаго, нешто непривлечно, неубаво. Непривлечно. И 21 стих, тешко им на оние кои се мудри во своите очи и разумни пред самите себе си. Денес на секој чекор гледаме вакво нешто. Сите се паметни во своите очи. Со еден збор, јас вака би ги парафразирал зборовите од Исаија. Тешко им на оние кои што вистината ја нарекуваат лага. Светлината темнина, темнината светлина, а лагата ја нарекуваат вистина. По што можеме да знаеме? Што треба да има човек за да знае дали е светло во моментов во оваа сала или е темница? Што треба да има за да знаеш? Очи. Очи. Што треба да имаш за да знаеш што е вистина, а што е лага? Да имаш вистина, точно. Например, да имаш оригинална банкнота. И тоа толку добро да ја познаваш, за да можеш да знаеш дали некоја друга е лажна, фалсификат или не. Но тоа многу скоро рековме ки го нема. Но само го зеват како пример. Да се подсетиме што вели Духот на пророштвото во последното време, лажните чуда, лажните пророштва, лажните пророци и на крај и сам лажниот Христос, кој ќе се појави,
ќе бидат толку слични со вистината. Значи, таа лага, тоа го пише големата борба. Ако сте ја читале големата борба, тие последни глави, ќе се сетите. Ќе биде толку слична, лагата ќе биде толку слична со вистината. Лажниот Христос ќе биде толку сличен со вистинскиот Христос, како кога Христос бил на земјата, што едното од другото нема да може да се разликува, освен како? Освен преку Библијата. Така пишува во големата борба. Значи, само ако добро ја познаваме Библијата, и колку подобро, значи, колку подлабоко и подобро ја познаваме Библијата, ќе бидеме поспособни да препознаваме лага, дезинформација, или било што се случува во светот. Спротивно, колку се луѓето по-неписмени во врска со Библијата, толку се по-подложни на манипулации. Пример, еве нешто што и денес спомнавме во разговор со Борче. Мене, свештеникот Ивица Тодоров, кога беше во Чаир, пред 5-6 години или кога беше, би се пожали еднаш дека, вака со овие зборови ми рече, нема да веруваш што ми рекоа некои верници во црквата Свети Георги во Чаир. Како ме нарекоа? Ме нарекоа нововерец. А денес се случува исто така нешто чудно. МПЦ конечно се обидува да направи некои реформи, барем оние најпаганските глупости да ги очисти. Тоа, да, иако и понатаму, што вели Борче, многу е тешко да се скорнат тие традиции, па са бајле, јас пак ја слушнав таа песна, да ја пеат во соседството, идиотската песна. Наводно некоја нова песна сакаат да форсираат, која што има христијански тексти, содржина и така натаму. Забранети бе уште од лани, кога беше бадникарските огнови, како пагански, да. Но, сега, деновиве, сето тоа се поврзува заради односите меѓу МПЦ и БПЦ. Сето тоа се поврзува со тие, значи, случувања. И прочитав од еден македонец, патриот тежок, прочитав коментар на Фейсбук, кој што се буни човекот зашто ги забраниле падникарските огнови и тоа го нарекува нововерство. Значи, сега да се држи старата вера, кога се палиле огнови и кога се пиело ракија покрај, иако тоа е спротивно на божикниот пост, значи, тоа си било, се знаело дека не треба се пие алкохол, додека трае божикниот пост, а денес е последниот ден од тој пост, значи до денес. Но, тоа тие се го нарекуваат стара вера. Замисли, колку човек, кој што ништо не знае за верата, ништо не знае за Библијата, колку е подложен на манипулација. Колку е за жалење, со други зборови. Но МПЦ само си е крива. Толку векови да ги држиш луѓето во незнаење. Толку децении со сите тие обичаи и сега одеднаш да ги смениш, па тоа стварно изгледа како нововерство. Но па кај бевте вчера, кај бевте пред 10 години, кај бевте пред 50 години тоа да ни го кажете. Тешко е, не? Тоа е нововерство. Ако сега го зборуваш, па тоа е нововерство. Кај бевте тогаш? Тешко е. Да, тогаш секам, знаете, денес е многу тешко и од оваа катедра да биете манипулирани. Порано, за информација што се случува во адвентистичкиот свет, зависевте од гласник, што ќе објават во гласник, и на српски се разбира. И проповедникот што информации ќе ви каже од оваа катедра.
Јас се прашувам, дали сега во ова ера на информатикава, толку, дали може да постои комунистички режим денес? Постои, да. Ама во Северна Кореја, за да постои се уште режимот во Северна Кореја, значи, немаат граѓаните, немаат пристап до интернет. Одnosno, имаат некој домашен, некој нивен сам домашен. А, зашто е тоа битно? Зашто е битно да немате пристап до информации? Се разбира, има многу дезинформации. Ако мене ме интересира некоја тема, јас ке седнам, ке ги проверам сите извори, сите информации, значи, ке си ја проучам, па ке си формирам некоја слика како е вистината. Ке ги проучам сите извори што постојат. Ама јас ке си седнам. А, не. Тоа не е целта. Вие сами да проучувате, тоа не е целта. Целта е вие да добивате сервирани и дозирани информации. Затоа денес, како никогаш порано, е битно да ја проучуваме Библијата. Денес, како никогаш порано, е битно да ги следиме настаните, ама тоа не значи да што ќе ни кажат на вести, особено на овие балкански наши медиуми, кои што јас воопшто не ги гледам. Ја не можам да ви кажам кога последен пат сум гледал вести на телевизија. Јас воопшто не скам да ги гледам. Мене ме нервираат. Се информирам на друг начин, и тоа малку подлабоко за некои настани. Сакам да ви кажем еден пример. Например, кој од вас забележал, еве нешто што споменав мејатата сабота, кој од вас забележал дека во Израел е формиран нов Синедрион? Дали тоа било кажано на телевизија, некојаш на вести? Знаете кога е формиран нов, или кога е обновен, како што се нарекува, тој нов Синедрион во Ерусалим денес? Од кога постои новиот Синедрион, знаете? Може да кажете нека година? Да погодите? Кога е обновен Синедрионот? Верували ли не, од 2004 година. Еве не сме приметили, не сме го знаеле. И тоа во градот Тиверијада, значи на брегот на Галилејското езеро, град што се споменува во Евангелијата. Еве едно друго прашање. Ако вака површно ги слушате вестите, не само овие изминативе денови, воопшто со континуитет, да речеме, изминативе 2 години, ќе добиете ваква слика. Или наназад сеќам уште старите наши, сеќам татко ми, другите, еден куп покојни сега, соседи, уште од комунизмот, постои една ваква слика. Пример, дека Америка го поддржува Израел, а дека комунистичките земји, Русија, например, и сите други, ги поддржуваат арапите, Арафат и така натаму. Сега. И сега луѓето си мислат дека секојаш е така, Америка го поддржува Израел, а Русија е против Израел и сите други земји. Например, во последниве 2 години Русија е во коалиција со Хезболах, со Иран и со сирискиот претседател, да, кој што Запад искина кондури дипломатски и потроши милиарди финансирајќи терористички организации за да го сруши. А бидејќи Израел е противник и на Иран, и на Хезболах, и на Сирија, значи се добива впечаток дека Русија е противник на Израел. Така. Е тоа или не, што мислите? Дали рускиот претседател Путин е противник на Израел или не? Би сакал сега да споделам една друга информација со вас, која што не е тајна, не е нешто што го знаат само, да речеме, тајните служби, иначе не би го знаел ни јас.
нешто што и тоа е достапно, и тоа постои, и тоа може да се најде, но проблемот е што за да се најдат тие информации, треба малце да се истражува. Че таа информација не доаѓа сервирана. Пред повеќе од една година, кога сегашниот американски претседател беше само кандидат и беше отпишан, значи, според медиумите немаше шанси да победи, овој еврејскиот Синедрион, што е обновен од 2004 година, и на Трамп, тогаш се уште кандидат, но и на рускиот претседател Путин, им испратил писмо, и на двајцата. Видете какво писмо. Рабинот Гилел Вајс, кој што е портпарол на денешниот еврејски Синедрион, изјавил дека изборот на Трамп за председател, кој што ветил Ерусалим да го признае за престолнина на Израел, што Трамп си го исполни, нели, пред повеќе од месец дена, или точно месец дена има. Заедно со Путин, кој што изразил желба храмот да биде обновен. Сте чуле некојаш на вести дека Путин изразил желба да биде обновен еврејскиот храм во Ерусалим. Такви вести не се кажуваат на медиумите, не се сервираат. Зошто? Па ќе речете, затоа што сметаат дека јавноста не ја интересираат такви работи. Јавноста повеќе ја интересираат овие глупости, например, со овие наши балкански циркузанти, кои што се на власт. Но овие вести се исто така достапни и постојат. Треба само малку да се истражи. Овие вести не се сервираат на така често. Понекоја се сервираат, например, кога ќе се сретнат папата лани, например, со рускиот патриарх, и тоа каде? Во комунистичка земја до вчера, во Хавана. Таква вест ќе се сервира, се разбира. Меѓутоа, ниту еден медиум нема да каже дека новиот руски патриарх, како и новиот српски патриарх, е тежок екуменист, за разлика од нивните предходници, кои што гледаат што е можно поскоро да се соединат со папата, со католичката црква. Такво нешто од медиум нема да слушнете. Од ваков медиум вообичаен. За такви работи треба малку да се истражува, за да се добијат тие информации. Значи, што изравил Рабинов Вајс? Дека Трамп, заедно со Путин, кој што изразил желба храмот да биде обновен, го потикнал Врховниот еврејски суд, значи Синедрионот, да им упати писмо и на двајцата, во кој што ги повикува, значи и Трампа и Путина, Синедрионот ги повикува да делуваат како некој денешен Кир, персискиот цар, кој што со своите декрети, нели, овозможил да биде обновен храмот своевремено во Ерусалим, како што и било проречено во Светото писмо. Да не должам, понатако не можам да, немам толку време да го читам целото ова, дека американскиот претседател, чиј што зет е евреин, и работи нешто во неговата администрација, како што знам, како министер нешто, овој Кушнер, заборев како се викаше, на Иванка сопругот, евреин е тој. Значи, за дека Америка ги поддржува овие планови и желбата за трет храм и го форсира Израел, тоа не е ништо чудно. Меѓутоа, од каде се Путин? Коалициониот партнер на Хезболах, на Сирија традиционален непријател на Израел, и Иран традиционален непријател на Израел. Од каде Путин? Дали забележавте некогаш во медиумите следнава вест, дека Путин
го посетил Ерусалим по трет пат, откако е председател на Русија, во 2012 година. Се сеќавате, некојаш на вестите се кажало дека Путин го посетил Ерусалим? Може би имало, ја не знам. Дека Путин при својата последна посета на Ерусалим, 2012 година, застанал покрај зидот на плачот, извадил еден руско-еврејски молитвеник од джепот, веројатно еврејски молитвеник, со преведен на руски, и прочитал еден псалм, не се кажува кој псалм, можам да предпоставам кој, и потоа продолжил да се моли. За тоа време, некој израелец кој што бил недалеку, тука присутен, повикал на руски јазик: добре дојде председателе Путин. Чудно сега, откаде па израелецов, зошто израелецов би имал симпатии кон Путин, ако Путин се доживува како непријател на Израел. Дори постои податок дека 74% од населението во Израел ја доживуваат Русија и Путин за непријателска земја. Сега, реагирале овие безбедностните служби, нели, телохранители, израелските служби, да го оддалечат овој човек. Но Путин не, Путин ги замолил или заповедал, не знам како, да му го донесат ови што така извикал, што го поздравил на руски јазик. И го донесува човекот, израелецов, кој што рекол на руски: добре дојде председател Путин, му пристапил на човекот и Путин го прашал: што би сакал да побараш од мене, или што би сакал да ми се обратиш. И човекот кога го поздравил Путин имал желба нешто да каже, нешто повеќе, ама овие сакале да го спречат. Човекот тогаш му објаснил колку оваа гора, на која што некогаш бил храмот, е важна за израелскиот народ. И колку е битно да биде повторно обновен еврејскиот храм на таа гора. Што се случува за месец 2012 година? Сега, според еден портал еврејски, се тврди дека Путин наводно, кога го сослушал човекот, му возвратил со вакви зборови: и јас токму затоа и дојдов тука во Ерусалим, да се помолам за храмот, за тој повторно да биде созиден. Чудно сега. Зошто? Од каде Путин има толков интерес и тој да биде изграден повторно еврејскиот храм, така наречениот трет храм? Се е подготвено, одамна израелците се подготвени за тоа да го направат. Да го созидаат третиот храм во Ерусалим. Арно има еден голем проблем. Јас се сеќавам 2001 година, тогаш поинтензивно ги следев настаните во Израел. И додека беше Ариел Шарон, кога беше премиер, заедно со други членови од неговата влада, направиле тајна посета на Храмската гора. Ама тајно е да не примети ниту еден медиум, новинари, никој ништо, каде што положија камен темел за новиот храм. Како во една мала свечена церемонија во присуство на рабини, израелски и така натаму. Може би годината што ја кажав, може би не е точна, не сум сигурен за неја, но знам дека беше во тука некаде 2000-тите години. Секам дека после Шарон падна во кома 2005, значи не можел да биде подоцна. На почетокот на 2000-тите години.
Од што се плашат од тоа отворено да го прават? Се знае. Од муслиманската реакција. На таа гора постои џамијата до ден денес. Да. Некои нарекуваат Омарова џамија или Омерова џамија. Всушност, вистинското име е Ал-Акса. Се едно. И сега видите колко е голем Господ. Ама овој вистинскиот Господ, не они муслиманите, што го нарекуваат голем. Со една џамија и со стотици милиони муслимани во светот, Господ ги спречува овие планови. Еве сега и Путин сака. Кога според површните медиуми и весни изгледа дека Америка и Русија се непријатели, дека Русија е непријател на Израел, коалиција со Хезболах, Иран и така натаму. Бар во една работа се согласни, ако стварно се непријатели да сите други, во една работа се согласни. Најголемите светски сили се согласни да го обноват еврејскиот храм на Храмската гора во Ерусалим, ама не можат. Зошто? Постои поголема сила од нив. Точно. Тие сакаат, како Израел, што сака да го обноват, како што го нарекуваат, третиот храм. Дали е тоа по Божија волја? Дали Господ ќе дозволи такво нешто? Дали ќе успеат да изградат трет храм? Не навлегувам. Иако изгледа многу тешко. Но дали е по Божија волја да се обнови третиот храм во Ерусалим, левитското свештенство, принесување одново на крвни жртви, колење јагниња, говеда и сите други старозаветни церемонии? Не. Но според Новиот Завет постои на вистина еден трет храм. Тој веќе постои. И кој е тој? За него ќе продолжиме од следната сабота понатаму. Нека му е фала и слава на Господа. Амин.